Младински разговори на тема "Младите интегрирано делуваат локално" се одржа денеска во општина Бутел во рамки на проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието. Целта на настанот е да им се овозможи на младите ученици подобрување на културата на диалогот, зајакнување на нивото на аргументирано говорење, потекнување на општествената дискусија на релевантни теми и интеграција во општеството. Во првата фаза од проектот во Бутел се вклучени 4 училишта, и тоа Ацо Шопов, Панојот Гиновски, Петар Здравковски Пенко и Основното училиште Живко Брајковски. А проектот, кој се спроведуваше 3 месеци, овозможува да се слушнат младите, но и да имаат придобивки во нивните заедници. Во рамките на тој процес, со самите училишта работиме во насока на подобрување на меѓуетничката кохезија во рамките на училиштата, зајакнување на соработката со општините, меѓутоа и на институционално ниво, значи зајакнување на таа меѓуетничка кохезија преку процесот кој што им помага на самите училишта такви активности да се промовираат на училишно ниво. Градоначалникот на општина Бутел Велимир Смилевски изрази задоволство што овој проект се одржува во општина Бутел и ги повика младите да ги постават сите прашања што ги засегаат, но и да инсистираат да добијат сите одговори. Присуствуваат поголем број на ученици за кои што ќе разговараме за се она што во изминатите 3 месеци го работевме на теренот на општина Бутел и по учениците. Тоа се подразбира значи граѓанското образование, интеграцијата. Се надевам дека се ова што денеска ќе го говориме и ќе го трнеме како една тема која што децата не ја знаат, ќе им биде многу јасна и многу повеќе ќе им помогнеме во однос на се она што го изучивме во изминатиот период. На настанот учество земаа повеќе од 100 ученици и наставници од основните и средни училишта вклучени во првата фаза на проектот, кои дискутираа на теми што се од значење за младите во оваа општина. Наставничката од Основното училиште Живко Брајковски, Верче Петрова, истакна дека ова е прекрасно искуство за учениците, кои како проблеми кои може да се решат ги потенцирале безбедноста во сообраќајот, хуманоста, здравата храна и рециклирањето. Беше едно прекрасно искуство, едната работилница астрономијата како дел од физиката, која што учениците изработија сончев систем нагледно средство кое што ќе може да го користат сите ученици. Лоцираме проблем, бараме решение, учениците бараа проблеми, кои проблеми може да се решат заедно со општината за безбедност во сообраќајот, за хуманост, за здрава храна и рециклираме, оплеменуваме и беа изработки за канти за ѓубре, за отпадоци изработени учениците, оплеменување на школскиот двор и на училишните холови. Со овој проект се формира платформа каде што гласот на младите ќе биде слушнат и ќе се потенцираат проблемите со кои се соочуваат младите.